Ние продолжуваме со нашето проучување во посланието до евреите, 11 глава. Завршивме ние тогаш мијатата сабота со жртвувањето на Исака. Денешната лекција малку не подсети на тоа. Мило ми е за тоа. Но апостол Павле запишува и нешто друго во врска со Аврамовото пошироко семејство. Евреите 11 глава. Продолжуваме со 18 стих. Нив ги читавме од 20-тиот. Да, и 19-тиот го читавме. Ке читаме од 20-тиот до 22-тиот. Само овие 3 стиха за денес. И ќе се обидеме тука да научиме нешто. Значи, пожртвувањето на Исака се вели со вера Исак го благослови Јаков и Исав за иднината. Како вели Константинов? За идните нешта. Добро, така велате некои други преводи на други јазици. Потоа вели со вера Јаков на умирање го благослови секого од синовите на Јосиф и им се поклони, подпирајќи се на врвот од жезолот свој. Го разбирате ова? Како вели Константинов тука? На кого? На Бог. А, благодарам, поточно. Од стапот. Сеќаваме зашто одел со стап? Да. Од средбата со Господа и ударот што го добил на колкот. И 22 стих, значи за сите овие, Исак, Јаков и сега и за Јосиф, третото колено. Со вера Јосиф на умирање, и овој на умирање, спомна за излегувањето на синовите Израелови од Египет и им даде упатства за коските своји. Кој упатство беше тука? За сите овие случаи, Исак, Јаков и Јосиф, ќе сакаме да одговориме на едно прашање. Што мисле, кој е прашање? Во сите 3 стиха се вели со вера, Исак ги благослови Јаков и Исав, 20 своји синови. Затоа слушавме есеноска цела серија за Јакова и како го измамил благословот од својот остарен татко и донекаде слеп, полуслеп. Што е тука верата? Со вера Исак ги благослови. Што е тука верата? Тоа ме интересира. Што е тука верата кога Јаков на умирање го благослови секого од синовите, 20 синови на Јосиф? И за случајот со Јосиф, тука малку имаме на прв поглед разбирање што била тука верата на Јосиф. Јосиф ги охрабрил да
издржат во верувањето дека еден ден Господ сигурно ќе ги изведе од Египет и ќе се вратат во ветената земја, и во таа прилика ги заколнал да ги изнесат од неа, од Египет, да ги изнесат и неговите коски, за да го погребаат таму. Сега, можеме ли да одговориме на ова прашање? Што било тука вера? Што значи тоа со вера? Исак ги благословил двајцата синови. И Јакова и Исава. Да се подсетиме. Ке отвориме повторно во Битие, да се подсетиме што читавме и што проучувавме таму во врска со овој настан. Битие или создавање, дваесет и седмата глава. Нема да читаме се. Значи, Јаков се преправи дека он е Исав, донесе јадење сготвено од мајка си, Ревека, и доаѓа кај Исак. Еве ќе започнам ја тука да читам од 22 стих. И пристапи Јаков до Исак, таткото свој, и тој го допре, значи, за да провери. Па рече, гласот е глас на Јаков. Значи, Исак не бил глупав. Го познал гласот на Јаков. Но рацете се раце Исавови. И сега што? Што заклучок? Дали имате впечаток дека Исак, значи таткото, за да не ги бркаме само со една буква разлика, другиот син го нарекувам Едом со неговото алтернативно име во Библијата, значи Едом и Јаков. Значи Исак, кога мислам на таткото, дали Исак бил, Јаков си го направил гревот што си го направил со мајка му, но дали Исак тука бил измамен, што мислите? Прашање за размислување. Дали Исак бил измамен? Знаете што? Ова е малку интересно, чисто за размислување го поставувам. Ајде да продолжиме. Значи, он го препознава гласот на Јаков, а рацете се раце на Исав. И сега што би заклучил? Вие што би заклучиле на негово место? Збунетост. Понатаму вели и не го позна. Така вели Константинов. Или препозна, да. Зашто раците му беа како раците на Исав, братот негов, какви беа, рунтави. И го благослови. Понатаму и му рече, ти ли си синот мој Исав? А тој одговори, јас сум. Тогаш рече, дај ми сега, синко, да јадам од ловот твој, па да те благослови душата моја. И му даде и тој јадеше, па му донесе и вино и пиеше.
Потоа Исак, таткото негов, му рече: приближи се до мене и целивај ме, односно бакни ме, синко. И тој пристапи и го целива. Исак го почувствува мирисото до блеката негова и го благослови, велејки: еве, мирисот на синот мој е како мирис од полето, што го благословил Господ. И сега понатаму продолжува со благословот. Бог нека ти даде роса небеска и родна земја, многу жито и вино во изобилие. Народи да ти слугуваат и племиња да ти се поклонуваат. Видите што кажува. Да бидеш господар над братот свој и да ти се поклонуваат синовите на мајка ти. Проклет да биде оној што тебе те проколнува, а благословен оној што тебе ќе те благословува. И сега продолжува нарацијата од Мојсеја, па откако Исак го благослови Јаков, и Јаков отиде од Исак, таткото свој, и во тој час дојде од лов Едом, Исав, братот негов. Да застанеме за миг. Значи, сакам да забележиме дали само еден податок прочитав, кој што вели дека не го препознал. Така? Што значи тоа не го препознал? Дека не зна, дека не го препознал дека е всушност Јаков, преправен во брат му, така? Како поинаку би можел да го сватам, не го препознал. Меѓутоа, кога му се обраќа подоцна, се што кажува Исак подоцна, значи го прашува: ти ли си синот мој Исав? Овој лаже, јас сум. Не гледам, подоцна не гледам дека таткото Исак, да, меѓутоа не гледам да му се обраќа, дури и во благословот што се кажува, дури и пред тоа, му се обраќа само со зборовите синко, синко. Значи, што сакам да разбереме? Каде е тука верата? Во што се состои тука верата на ова што го прави Исак, таткото? Значи, зашто е споменато ово? Зашто е ова споменато како пример на вера во посланието до евреите? Зашто не е останало овака? Во тој случај не би имало место во евреите 11 глава, но зашто не биде овака? Исак пред да умре на стари години, измамен, прелажан, го благословил синот свој Јаков, потоа и Исав и така натаму. Не, туку вели со вера. Да. Кои информации имал таткото Исак? Каде е тука верата? Значи, кога го кажува благословот, забележите, значи, ни вели писмото јасно дека не го препознал. Значи, он немал информација, ова е Јаков. Добро, јас и знам, ама... Не. Се вели дека не го препознал. Меѓутоа, во самиот благослов, односно сето оно што после се кажува, го кажува, дори откако овој јасно излажал, јас сум, ти си мојот син Исав, јас сум, никаде не му се обраќа, ниту по име, како Исав, како што не споменува ниту Јаков, туку само вели синко. Значи, немал информација кој на вистина е овој што стои пред него, меѓутоа имал некои други информации. Кои се тие информации? Што е верата тука? Што е верата тука?
Дали верата е само желбата да те благослови Господ, да ти даде тоа, да биде тоа и тоа, затоа што јас сакам така. Дека не може така, значи, кој од вас, кој родител ќе каже вака, синко, да бидеш благословен, оно да ти даде Господ тоа и ти да бидеш господар на братот твој. И они тебе да ти служат. Така. Значи, што ископавме сега? Што не слушна? А микрофонот е до него. Добро. Ке повториме точно. А тоа е понекогаш добро кога нема да го слушнете Борче. Значи, повторно е на испит вашиот ум да одговори на прашањето. Кои информации ги имал Исак за да каже вакво нешто? Значи, брат ти да ти биде слуга, ти да господариш со него, каков е тој благослов. Има некој родител што вакви работи посакува? Под услов ако ги љуби сите деца, сите своји деца. Што информација има Исак за да кажува вакви работи? Дали тоа го разбираш? Што информација има Исак за да кажува вакви работи? Од каде ја има таа информација? Кога се родени? Што се случи кога се родени? Каде го рече тоа Господ? Тоа го кажува и апостол Павле во Римјаните 9 глава. Поголемиот ќе му служи на помалиот, мислам дека така беше кажано. Значи, видите, за да цело време проучуваме за верата и конкретно хероите на верата од Евреите 11 глава и да се подсетиме дека верата доаѓа од што? Римјаните 10 глава? Од слушање на што? Божие. Значи, ако не постои Божие Слово, постои вера? Не може да постои вера ако не постои Божието Слово. За да веруваш нешто, за да имаш вера, треба да го имаш Божието Слово, да веруваш во Божиот збор, дека нешто ќе биде. Значи, Господ кажал откровение, дал откровение, и сега тоа откровение е Божјо Слово, објавено Божјо Слово, и тука ја гледаме и верата на Исак, а може слободно да претпоставиме, како и во случајот со татко му Авраам, дека Исак добивал и самиот тој, знаеме и од поранешните глави во Битие, добивал лично откровение од Господа. Му се јавувал и нему Господ. Сега, ова ќе го разбереме подобро и во другите примери. Може да го разбереме и кога го читаме благословот што му го дава на другиот син, откако и самиот татко ја сваќа измамата. Значи му доаѓа сега Исав и така натаму, да го скокнеме делот, каде што и двајцата ја сваќаат измамата што ја направил Јаков претходно. Но, видите, интересни работи. Од 37 стих. И Исак одговори и му рече на Исав: него веќе го поставив за господар над тебе.
Ова е сега многу тежок удар за Едома. И сите браќа негови ги определив да му бидат слуги, со жито и вино го обдарив. А што да направам сега, синко, за тебе? Сега еднаш кажам благослов за брат му, не може да се повлече. Нема пупу, не важи. Ама не било легитимно, ама не било фер, ама било измама. Што сакам да кажем со сето ова? Зошто пупу не важи? Зошто не може така? Зошто не може да се укине? Зошто благословот е нешто толку непроменливо во случајов? Како да е благословот, родителски, татковски благослов, медоперсиски закон. Зошто? Затоа што е даден со вера, затоа што Божјото Слово така сакало, затоа што Господ така сакал, затоа што е тоа пророштво за иднината на едомскиот народ и на израелскиот народ. Тука е верата. Тука се тие информации. И потоа, да не губиме време, кога го читате и потоа благословот, што сепак му го дава и има некои интересни податоци. Кога на Исава, значи на Едома му дава благослов, тој благослови ме и мене, татко, и покрај се, и заплака, вели. И сега од 39 стих, тогаш Исак, таткото негов, одговори и му рече: ете, домот твој ќе биде од плодна земја и од роса небесна од озгора. Од мечот твој освој ќе живееш, нели, како што си беше и ловец до тогаш. И на братот твој ќе му служиш, еве го ова повторно. Но еднаш, кога ќе се побуниш, ќе го отфрлиш јаремот негов од вратот свој. И тука во втората книга Царевите, мислам беше 8 глава, постои податок кога едомците се побунија и ја отфрлија власта на Израел. Тоа значи во времето на поделеното царство помеѓу Јуда и Израел. Што значи и тука гледаме пророштво. Пророштво. Верата била вера во Божиот збор, во Божите откровенија, иако таткото бил излажен, сепак она што го кажувал во согласност со Божието Слово и со информациите што ги имал од Господа. Затоа што Господ така сакал. Не сакал Господ Исак да биде измамен, но Господ сакал да се каже вакви зборови и за едниот и за другиот, соодветни. А што мислите, ако не бил излажан, ако Јаков не се послужил со измама, ќе било промашено? Не. Господ има 1000 начини. Не морало да се случи греф, за да се исполни Божијата волја. Да отвориме во 47 глава од Битие. Сега е Јаков стар на умирање. Во Патриарси и пророци, потем речено, се сеќавате на оној коментар од Елена Вајд, која што вели дека кога веќе бил стар, а живел 147 години, Јаков, замислите, Јаков кај своите деца, тие вкупно 12, нели, ги гледал што? Гревовите,
гледал да се повторуваат гревовите што тој ги правил, неговите гревови од неговата младост. И тоа било многу тажно за него. Како родител, меѓуто во сето тоа, тој извлекувал многу корисни лекции и за себе, а потоа и за своите деца. Би ни одзело многу време кога би го читале целиот говор што Јаков го дава за сите, значи целото пророштво за сите своји 12 сина. Но ако немате друга работа, прочитајте го сето тоа дома вечер. И запрашајте се, вечер попладне, мислам, поручек. Запрашајте се како овие луѓе, Авраам, Исак, Јаков, луѓе што грешеле, луѓе што биле како нас, луѓе што биле слаби во верата, луѓе што паѓале. Како овие луѓе знаеле вака да пророкуваат. Цели истории на своите потомци однапред кажани. Цели истории на многу народи потекнати од нивните деца однапред кажани. Тие немале ниту Библија, имале Библија Аврам, Исак и Јаков. Како што рековме, Аврам немал никаков преседан пред себе за некој воскреснат, а верувал дека Господ може да го воскресне и жртвуваниот негов син. Немале ниту Библија, од каде знаеле, Господ им се јавувал. И па сега замислете. Гледаме, Јаков со измама се послужил, свесно го лажал својот татко, потоа избегал и таму во Ветил, каде што легнал да спие, му се јавил Господ. И како сега, значи, на непокајан грешник, со греф со измамник, греф со умисла, и тоа измама со умисла, ти се јавува Господ. Прашање за размислување. Ама тоа дори многу подоцна. Така. Ајде сега, кога Јаков е стар и пред умирање, реков 47 глава. Значи, после целата историја со Јосиф и браќата во Египет, сега при крај, стих, 47 глава, 27 стих. А Израел се насели во египетската земја, во областа Гесем, и ја владеја, и се изнародија, и намножија многу. Значи, во Египет израелците многу се намножија, размножија. Не беа веќе само Јосиф и браќата, туку еден куп народ. Понатаму. И поживеа Јаков во египетската земја 17 години. Јаков живееше вкупно 147 години. Така пишува во другите Библии. Чисто проверувам, бидејќи кога се работи за бројките во Битие, имаме разлики во некои Библии. И кога се наближи времето Израел да умре, значи Јаков, го повика својот син Јосиф и му рече: ако сум нашол милост пред тебе, ставија раката твоја под бедрото мое и направи ми милост и вети ми дека нема да ме погребеш во Египет. Значи сега ова Јаков му кажува на Јосифа, така? А потоа Јосиф истото на
на своите. Немојте да ме оставите коските во Египет, кој ќе ве однесе Господ во ветената земја, земете ги и коските мои. И потоа во излез, кога тоа се случило, Мојсей ги зеде и Јосифовите коски, за да бидат однесени во ветената земја. Но, зошто го кажуваат ова? И Јаков на Јосифа, и Јосиф потоа на своите потомци. Зошто го кажуваат ова? Немој да ме оставиш погребан во Египет, но за да почивам кај татковците мои, ќе ме пренесеш надвор од Египет и ќе ме погребеш во гробот нивни. Прво сакам ова да разбереме. Благодарам. Што е битно, кога ќе лежиш така мртов во безсвесна состојба? Што е битно, каде лежиш? Ама битно ми е, сакам да си почивам заедно со коските на татко ми, на дедо ми. И паш, што е тоа битно? Зошто го кажува тоа? За кого го кажува тоа? Тоа го кажува за народот. Сака да ја одржува верата во народот, дека еден ден Господ ќе ве изведе. Немојте да ви се уарни во египетската земја. Па дури и да проплачете и пропискате во неја, како што и ќе се случи подоцна, како робови, немојте тука да се навикнете. Тука не ви се корењата. Нас каде ни се корењата? Тука? Знаете што ми каже на времето? Свештеникот Ивица Тодоров, кога беше во Чаир. Знаеш ли ми вика зошто егејците избегаа од Чаир? И сега исламизација комплетна. Затоа што тоа не им се корењата. Во Чаир не им се корењата, во Егејска Македонија им се корењата. А евреите дори се спремни од запад да мигрираат во Израел, дори по цена на живот, да загинат таму, значи да напуштат благосостојба некоја или комфор, и во израелската војска или од некој терористички напад да ризикуваат живот, ама за да бидат во Израел. Зошто? Таму им се корењата. Тоа е ветената земја. Која е нашата ветена земја? Каде се нашите корења? Во Скопје? Во Егејска Македонија? Во Јанина? Во Драчево? Свети Николе? Каде сака Господ ние да гледаме? Како на нашата вистинска татковина, каде што Господ ќе не изведе од оваа земја и ќе не насели таму, за таму да живееме за секогаш. И потоа, во 48 глава, да го прочитаме и ова, Јаков треба сега да ги благослови децата на Јосиф, значи Ефрем и Манасија. И забележете да се подсетиме што се случува. Може би овие работи одамна не сме ги читале лично, па добра прилика е да се подсетиме. Вториот стих од 48 глава, од првиот да почнеме. Потоа му јавија на Јосиф, еде, татко ти е болен, а тој ги поведе со себе двајцата синови своји, Манасија и Ефрем. Сеќавате кој тука беше првиот? Кој првиот, кој вториот? Манасија е првиот. Така. А потоа Ефрем. И го известија Јаков велејки му, ете синот твој Јосиф доаѓа кај тебе, а Израел собра сили и седна на постелата своја, значи од лежичка се исправил во седечка положба.
И му рече Јаков на Јосиф: Сесилниот мој Бог Ел Шадај, вели во овој превод, ме се јави во Луз, во земјата Ханан, ме благослови. Тогаш кога бил непокајан измамник, не тоа алудира. И ми рече: ќе те направам плоден и многуброен, и ќе направам од тебе да произлезат многу народи, ќе ја дадам оваа земја и на твоето потомство по тебе во вечна собственост. Видете, зашто Господ го кажува ова? На еден непокајан измамник. Барем се уште. Се уште не. А сега, двајцата синови твои, Ефрем и Манасија, прво Ефрем го спомнува, кои ти се родија во египетската земја, пред да дојдам во Египет, нека бидат мои, како што ми се Рувим и Симеон. Децата па кои ти се родија после нив, нека останат твои, а во наследството свое, нека се викаат според имињата на браќата нивни. Што сакал тука да каже Јаков? Ефрем и Манасија, твоите, значи негови внуци, да бидат мои како да се мои синови. И потоа гледаме во израелските племиња, се вбројуваат Ефрем и Манасија, а не се вели Јосиф, например. Иако Јосиф се споменува во Откровението, кај 144 илјади. Во тие племиња, од каде што фали Дан, едно од 12. Но да го ставиме Откровението, тоа е друга тема. Не се споменува Јосиф како племе во Стариот Завет, туку Ефрем и Манасија. Зашто Јаков го побрал тоа? Што е тоа сега битно? Внуците да си ги посвојам како мои синови. Зашто? Тоа е пак Божје пророштво. Тоа е пак Божје откровение. Што му е битно на старецов пред умирање? Сето тоа. Како што не е битно каде ќе лежат коските негови до воскресението. Битното е, Божјото Слово е битното, што Господ кажал за иднината. Така да биде. И она најважното, да го довршиме сега сламо случајот, застанав кај 5 стих. А сега, двајцата синови твои, Ефрем и Манасија. Пака Ефрем го споменува прв. Забележувате? Два пати до сега Ефрем го споменува прв. Кои ти се родија во египетската земја пред да дојдам во Египет. Нека бидат мои, како што тоа го прочитав. 7 стих. А кога се враќав, добро, се е тоа историја повторно. 8 стих. А откако ги виде Израел синовите Јосифови, праша, кои се овие? Значи, пак старички. Значи, гледате, постои нешто што е природно, нешто што не гледа стар, остарен. Го прашува природно прашање, од незнаење. Може и од некоја сенилност, во прва фаза барем. Зарем не ги познавал внуците својот пред тоа. А Јосиф му рече на својот татко: тоа се моите синови кои ми ги даде Бог овде. И рече Јаков: доведи ги кај мене да ги благослова. Сега од една страна остареност, ослепеност, можеби и сенилност, а сега настапува она надприродното знаење. Како тоа? Размислувајте. 10 стих ни објаснува зашто очите на Израел му беа ослабеле од староста, па не можеше добро да гледа. А кога му ги доведе, ги прегрна и ги бакна, значи внуците, и му рече Израел на Јосиф: не се надевав дека ќе го видам лицето твое, но ете Бог ми ги покажа и твоите деца. Нели? Самиот Јаков излажан од синовите, го растргнала Јосифа зверка, го растргнала, еве ти ја крвавата облека,
и тоа било за него смрт. Измамникот самиот бил измамен да види како е. Не се надевав дека тебе ќе те видам жив, а еве Господ ми даде и твоите синови да ги видам. Значи има една многу сентиментална, многу емотивна ситуација. Но сега забележете. Тогаш Јосиф ги истави од колената негови и се поклони со лицето до земја, па ги зеде Јосиф обајцата Ефрем во својата десна рака спроти левата на Израел и Манасија во својата лева рака спроти десната на Израел и ги приближи до него. А Израел ја пружи десната рака своја и ја стави врз главата на Ефрем. Сега овој го направил обратното. Зошто? Ова не е затоа што не гледа. Значи, Јосиф му ги подготвил како што он е редот, но овој постапува спротивно. Овој постапува вкрстено. Тука имаме и крст. Ова веќе не е од старост, од слепило или од сенилност. Ова е нешто надприродно. Зошто? Така ги стави раците намерно ги ставил така, макар што Манасија беше првороден. И го благослови Јосифа, добро го благослови, ајде го прескокнеме тоа, 17 стих, прво 17. А на Јосиф му беше тешко кога виде дека татко му својата десна рака ја стави врз главата на Ефрем, па дори го коригира се. Ја зеде татковата рака десна, за да ја премести од главата Ефремова на главата Манасиева. Ама гледате, нема... Кога Исак го благословил Јакова, макар и без да знае, измамен, после нема пупу не важи. Сега, Јосиф сака да го коригира него, Јакова, ама не иде тоа така. И му рече Јосиф на татка си, не така, татко, зашто овој е првенец, ставија својата десна рака врз неговата глава. Сега он го третира, тато, остарен. Остаре, излапе и се прави и ситни грешки. Така мислел Јосиф, дека Јаков направил старечка грешка, обична грешка. Но не било тоа. Прочитавме пред тоа, намерно било. Но таткото негов не сакаше, туку рече, знам, синко, знам. И од него ќе излезе народ, од Манасија. И тој ќе биде голем, но помалиот брат ќе биде поголем од него. Ова не е деменција. На времето кога сакаше Војко ми од Солун да се исмејува на мојата вера, ме викаше, ајде бе, Јован на Патмос, си се начекал таму, хашиш, не знам што, разни дроги, вика, и почнал да гледа виденија. И ја веднаш во дел од секундата му реков, имаш тука еден проблем, голем проблем, што тие виденија се исполниле 2000 години историја од тогаш наваму. Кој хашиш го постигнува тоа? И Јаков имал виденија. Како и татко му Исак, како и дедо му Авраам. Дори докаде допирале Аврамовите виденија? Што рече Исус во Јован 8 глава? Авраам, таткото ваш, копнееше да го види мојот ден. Моите ден, деновите на Месија, на Божиот син на земјата. И го виде и што? Се израдува.
А фанатизираните евреи, макар и теолози меѓу нив, воопшто не го сватиле тоа, туку ги извртеа зборовите негови. Ти уште немаш 50 години и си го видел Авраам. Не ни сватиле што сакал Исус да каже со тоа. Гледаме дека тројцата еврејски патриарси биле луѓе од вера. Може да го додадеме и Јосиф, како не, како голема предслика на Исуса Христа. Биле луѓе што грешеле, биле луѓе што паѓале, биле луѓе со слаба вера, биле луѓе како и ние. Така вели писмото. За кого така вели писмото? И за Илија. Илија беше човек како нас. Но биле луѓе што и кога паѓале, се кревале и победувале со вера во Божјото Слово. Божјото Слово, Божјите виденија, Божјите објави. Тоа била силата. Тоа била, под наводници, магијата. Тоа е тајната на успехот. И тоа е оно што денес може нас да не одржи и да не поведе низ последниве најтешки денови од историјата на овој свет во ветената земја. Нека му е фала и слава вечно. Амин.